Добар ден и од мене. Да се заблагодарам најпрвен за вашето присуство. Имавме исклучително квалитетна и плодна средба со регионалната стопанска комора овде во Прилеп. Разговаравме за сето она кое што е потребно, а кое што за жал во минатото некако како да воопшто не се реализирало или бавно се реализирало. За време на кампањата преземавме определени, би рекол, обврски и дадовме ветувања дека работите кои што се погрешни, работите кои што се спротивни на интересите на бизнес заедницата, дека ние како политичка партија, градоначалникот, кој што во тоа време доколку биде избран, а сега бидејќи веќе избран и е градоначалник, ќе помогнеме да се решат во рамките на процедурите и законот, се разбира. Од ова што можевме денеска да го слушнеме е брутална злоупотреба на позициите на определени лица кои што се уште дел во администрацијата овдека во Прилеп, посебно во делот на урбанизмот, посебно во делот на одобренијата за градење, легализацијата и така натаму, нешто што по закон им припаѓа и покрај тоа што постојат реални законски можности, определени луѓе ја злоупотребувале својата позиција од причини кои што ним им се познати и не го почитувале законот. Потоа имаше доста поплаки во делот на јавните набавки и така натаму, нешто за што ние како ВМРО-ДПМН и новата администрација овдека во општина Прилеп треба да превземеме робусни и итни мерки да се надминат овие проблеми и секој прилепчанец, граѓани на Прилеп, да го добие тоа кое што му припаѓа по закон. Не сме да има повластени, сите сме исти, сите ги имаме еднаквите права пред законот и сите ние она кое што ни следува и сето она кое што со закон ни припаѓа треба да го имаме. Не треба некој да биде над законот и некој да го злоупотребува законот. Така што на моје особено задоволство еве денеска во организација на општина Прилеп и градоначалникот, тука и председавачот на Совет, тука се и двајцата пратеници од парламентот, можевме од прво лице да слушнеме какви се очекувањата, но и што било погрешно во минатото, не само од оваа администрација која што изминативе 4 години буквално ништо не сработи, туку и порано. Така што очекувам во периодот што следи, ова што денеска го зборувам пред вас и пред граѓаните, да го реализираме и веќе на следната следба да зборуваме за развој, да излеземе од оваа минусна точка, да дојдеме до позитивна нула, за да можеме потоа да зборуваме за развој на Прилеп, за отварање на повеќе добро платени работни места, повеќе инфраструктурни проекти, поквалитетно образование и така натаму и така натаму. Така што очекувам ефектите од овој состанок да веќе до крајот на годината се видат и бидат видливи. Ние продолжуваме и понатаму да работиме и со граѓаните ширум Македонија, но и со бизнес заедницата. Ви благодарам. Ако имате прашања. На каков начин тоа би го направиле? На каков начин тоа би го направиле со оглед на тоа што станува збор за некои можеби административни пречки или пак субјективни причини? Јас зборувам за она кое што им следува на луѓето по закон, а кое што за жал до сега некој го обструирал. Се знае како тука инвазивно се делува, се носат луѓе кои што се мотивирани, луѓе кои што ќе го почитуваат законот на местото на овие луѓе кои што нема да го почитуваат, односно не го почитувале законот, и тоа што им припаѓа на прилепчани, тоа треба да го добијат прилепчани. Не смее некој да се стави над законот и не смее некој да ги злоупотребува положбата и местото каде што се наоѓа на сметка на јавниот интерес и на сметка на интересот на прилепчани и тоа што по закон им следува. Господине Мицковски, рековте дека немате намера да го почитувате едностранниот договор на Заев со Бугарија. Што точно мислевте со тоа? Со таа мисла, со таа? Информациите кои што ги добиваме се навистина алармантни. Зоран Заев во заминување е подготвен да потпише договор нов, иако не убедуваше дека ги решил сите отворени прашања со нашите соседи, во кој што делумно или целосно ќе ја прифати резолуцијата усвоена од бугарскиот парламент во ноември месец 2019 година, ако не се лажам. Тоа представува комплетно асимилирање на македонскиот народ и директен удар врз идентитетот
на македонскиот народ. Бидејќи во заминување, загрижен сум дека може да го направи овој потек на самото заминување, а последиците понатаму сите ние да ги плаќаме. Имајќи ја предвид неговата состојба во моментот и неговите односи во владата и коалицијата со ДУИ, да бидам попрецизен, коалицијата со Али Ахмети и со Артан Груби, се сомневам и загрижен сум дека овие информации се вистините и дека тоа може да се случи. Затоа мојата порака беше до новата влада, кај нашиот источен сосед и до председателот Радев, дека овој едностран договор на влада која што е без кредибилитет, бидејќи беше поразена, жестоко поразена на изминатите локални избори, ние како ВМРО ДПМН немаме намера да го почитуваме. Затоа што тоа ќе значи директен удар врз идентитетот на македонскиот народ и директен удар со цел асимилирање на македонскиот народ. Нешто што нема никаква врска со вредностите на 21. век и нема никаква врска со вредностите на Европската унија. Подготвени сме со секого да разговараме за тоа што е пред нас, а не за тоа што е позади нас. Да разговараме за добро образование, да разговараме за туризам, да разговараме за инфраструктурно поврзување, да разговараме за сето она кое што нуди прогрес и нуди иднина. Да не се враќаме во минатото, затоа што тоа се теми кои што се болни на Балканот. И нема да прифатиме никакви уцени и ќе ги повикаме нашите пријатели во Брисел да не поддржат, бидејќи ние сме луѓе кои што сакаат да споделуваат европски вредности за иднината, а не за минатото. Очекувате предвремени избори? Очекувам предвремени избори затоа што оваа влада е поразена и жестоко е поразена на локалните избори два пати, и во првиот и во вториот круг, и би рекол по број на градоначалници и по број на советници, по вкупен број на гласови, како сакате. Можете да земете. Но логично е дека со заминувањето на Зоран Заев потребно е да се одржат предвремени парламентарни избори час поскоро, бидејќи не само поради резултатот на локалните избори, туку и поради сето она кое што ова влада го води како политика изминатиот период. Кога зборувам како политика што го води изминатиот период, тука пред се мислам на неспособноста да се справат со ковид пандемијата, хаосот што го донесува во здравството, немањето стратегија во справувањето со енергетската криза, која што ќе предизвика понатаму економска криза и практично неможноста да се справат со она кое што представува најголем проблем на сите граѓани во Македонија, а тоа е криминалот и корупцијата, кои што ја направија Македонија најкриминалната и најкорумпираната држава во Европа. Има многу причини зошто е потребно оваа влада да замине. Има многу причини зошто оваа влада треба да биде дел од срамното минато на македонската политичка историја и да дојде нова влада која што за жал ќе мора од почеток да се фати со решавање на сите овие проблеми кои што ќе бидат наследени. Што ако нема предвремени парламентарни избори, што со состојбата играmoнитерно во парламентот? Кои се вашите следни чекори? Па не би можел јас сега вака да предпоставам што ќе се случи од денеска во следните неколку месеци. Она што како опозиција ќе го работиме е да има брзи предвремени парламентарни избори и ќе ги искористиме сите демократски алатки тоа да се случи. Се знае како се закажуваат брзи предвремени парламентарни избори со 61 пратеник во парламентот. Јас мислам дека тоа ќе се случи и е потребно да се случи затоа што, како што кажав на претходното прашање, има многу причини зошто тоа треба да се случи. Имаме работа, еве ќе дадам уште една реченица, со неспособната влада во овие 30 години независност. Уште едно прашање, дали и каква ќе биде улогата и новата функција на Ставлевски и Шамбевски партија? Па тоа се оперативни позиции кои што се дел од телото кој што го јас раководам, а тоа е тело за наблюдување и мониторинг на реализацијата на проектите од програмата. Имајќи предвид дека имаат искуство во извршната власт во минатото, имајќи предвид дека имаат стручност, нивната улога ќе биде професионална, а не политичка, ќе бидат тука да помагаат на новите градоначалници, доколку таа помош е потребна, се разбира, и јас мислам дека
секој оној кој што може позитивно да влијае и да даде позитивен исчекор во реализацијата на проектите и за доброто на граѓаните е добре дошол. Ќе координират работата на градоначалниците? Јас се координирам работата на градоначалниците, односно тоа е одлука на извршниот и на Централниот комитет на партијата да од време на време имам активни состаноци со градоначалниците, бидејќи партиските тела и јас лично треба да го исполниме тоа што сме го ветувале пред граѓаните, затоа што набрзо ќе дојдат нови избори и ќе треба да излеземе пред истите тие граѓани и да ја бараме довербата. Затоа како претседател на најголемата политичка партија имам и легитимитет, а и личен кредибилитет да знам докаде е реализацијата на проектите што лично сум ги ветувал заедно со градоначалниците кои што беа избрани на овие локални избори. Председателе, овој месец Конгрес имате и вие и СДС. Лично и професионално како председател, што очекувате и од ваши и од Конгресот на СДС? Како политичар? Па очекувам, најпрво навистина бев вчудо невиден и би рекол разочаран од потегот на нашиот политички противник, бидејќи е политички некултурно во исти ден да го закажувате вашиот конгресот на вашиот политички противник. Ние имавме закажано месеци наназад дата за одржување на тој конгрес, но тоа е тоа. Такви се луѓето со кои што ние политички се надпреваруваме за жал и тоа е нивна работа, не би сакал да се мешам, но морам да ја кажам мојата разочараност од таквиот, би рекол, некоректен или некултурен политички потек. Очекувам после тие конгреси да се понудат нов план, нова визија, нова програма. Очекувам тимовите во партиите да бидат освежени со една синергија помеѓу лицата кои што се дел од структурата на партијата, зборувам кај нас, нови лица, луѓе кои што за прв пат можеби ќе бидат политички ангажирани. Очекувам успешен конгрес. Ние на тој конгрес би требало да усвоиме новата доктрина на партијата, односно правците на политичко действување на партијата во следниот период. А што се однесува до нашиот политички противник, тоа е СДСМ, настрана политичката некултура која што ја манифестира со закажувањето на конгресот во исти ден со ВМРО ДПМН, од она кое што можам да го видам како потенцијални кандидати, не очекувам ништо повеќе од продолжување на политиките на заевизмот. Навистина жалам што не понудија еден новитет, не понудија еден исчекор и не би сакал понатаму да коментирам, бидејќи сум го коментирал тоа во минатото, ќе повторам и сега, политички е некултурно да ги коментирате состојбите во другите политички субјекти во Македонија. Но, ете, моето мислење врз основа на кадровската понуда што сега ја гледам како кандидати кои што се пријавиле, навистина жалам, но не очекувам нешто ново, освен продолжување на политиките на заевизмот. Господине Мицковски, денеска пристигна телата на трагично загинатите во автобуската несреќа во Бугарија. Што е тоа што владата го презема и дали воопшто презема нешто да се превенираат вакви несреќи во иднина? Најпрво морам да кажам дека добив многу пораки на згрозување од страна на граѓани кои што со неверување ја проследија најпрви најавата од страна на официјални лица во владата за ова што денеска се случуваше. Не баре станува збор за некаков спектакл и навистина сум разочаран од тоа што и покрај тоа што велеа дека ја научиле поуката и дека ја примиле пораката од граѓаните, тие сепак остануваат длабоко заглавени во нивната политичка матрица и во нивната политичка кал. И мојот совет е што поскоро ќе излезат од таму, толку подобро ќе биде и за Македонија и за граѓаните на Македонија без разлика на етничката припадност. Вистинското прашање е како дозволивме како општество, како институции, како држава, покрај тоа што ни се деси во Тетовската болница и 14 луѓе кои што живи горе, да се случи овој немил настан и 45 луѓе трагично да го загубат својот живот, само затоа што системот, трулиот систем не функционирал. И овој автобус, претходно, како сме дозволиле како институции 130 или 140 пати, веќе не знам колку, да ја помине границата без исправни документи. И како се уште
некој толерира и дозволува да нема барем ниту морална одговорност за сето ова кое што се случува. Тоа е жално. Затоа се потребни промени, затоа се потребни нови луѓе, луѓе кои што ќе излезат од овој срам во кој што е втурна Македонија, и затоа се потребни луѓе кои што ќе го напуштат принципот на неказнивост, туку напротив, ќе го засилат тој принцип онаму каде што тоа е потребно. Јас сум наистина, уште еднаш ќе кажам, разочаран со пристапот и со леснотијата со која што овој жален настан, каде што наши 45 сограѓани трагично го загубија својот живот, му дават димензија каква што не треба да му дават, и наистина жалам што се уште тие луѓе се таму каде што се и одлучуваат за некои политики и во владата и во институциите, наместо веднаш да понесат одговорност и да заминат од политичката сцена. Претходно споменавте енергетска криза, сега и одговорност. Ајде да прашам, дали очекувате да има поскапување на струјата и колку тоа до сега ја чини државата и дали некој ќе преземе одговорност? Па еве денеска со регионалната стопанска комора во Прилеп веќе зборувавме со стопанствениците, сметките и договорите кои што ги подпишуваат за следниот период за набавка на електрична енергија се зголемени 2,5 до 3 пати. Некој дури рекоа и повеќе. Но тоа е за оние компании кои што се снабдуваат од трговците, од снабдувачите. Оние кои што се снабдуваат од универзалниот снабдувач, ќе мора да чекаат одлуката на регулаторната комисија која што треба да донесе крајот на овој месец, тоест почетокот на месец јануари. Дали ќе има? Прашањето е колку. Навистина не би сакал сега да зборувам за бројки, но мислам дека ќе биде осетно тоа зголемување, ќе биде алармантно. Дали може да излеземе од оваа ситуација? Денеска, 3 декември, ако направиме пресек, можеме, да, но тоа ќе не чини многу пари. Кога зборуваме за многу пари, зборуваме за многу пари. Зборуваме можеби за 25-30 милиарди денари, ако сакаме да излеземе од оваа криза, односно само да ја поминеме безболно, да нема некој посериозен ценовен шок. Ние побаравме 15 милиарди денари итна помош за граѓаните и за стопанството кое што се снабдува со електрична енергија од универзалниот снабдувач, но најмалку ше толку ќе треба и за компаниите кои што се снабдуваат со електрична енергија од другите трговци. Ако се преземеа мерки таму некаде април-мај, тогаш состојбата ќе беше многу поразлична. И неточни се оние тези од страна на владата кои што велат дека била ова енергетска криза секаде во Европа. Да, секаде во Европа, но прашањето е каква е цената која што ќе платите. Ако се превземеа мерки, наместо да се краде, се работи и се копа, во април-мај ние денеска, да, ќе требаше пари, но можеби немаше да треба волку, односно ќе требаше 2 до 3 пати помалку. Еве најнова ваша информација, ЕСМ набавува електрична енергија бидејќи не ја произведува во декември, за првите 12 дена во декември, и веќе потроши 6,2 милиони евра. Веќе потроши на јавна аукција 6,2 милиони евра и ја плати историски најскапата цена од 320-325 евра за мегават сат. Тоа се пари на граѓаните. Повторно на крај, ние ќе ги платиме. За жал, ние 2 пати го плаќаме, ја плаќаме неспособноста на оваа власт. Еднаш ја плаќаме кога крадат, а велат дека копаат, и втор пат сега, бидејќи не произведуваат тоа што треба да го произведуваат и зашто се платени, а тоа е електрична енергија на струја. За жал, ситуацијата е таква, затоа велам потребни се предвремени парламентарни избори. И затоа велам дека колку побрзо се променат, толку побрзо граѓаните ќе престанат да губат и ќе можеме да почнеме да победуваме.